Денешниот ден е Светски ден на метеорологијата. Потикнати од истото ќе зборуваме малку повеќе за професијата. Доктор Владо Спиридонов, доктор по метеоролошки науки, е нашиот гостин денеска. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Што ви мотивираше вас, професоре, да се посветите на метеорологијата и тоа да биде вашата професија? Пред се ви благодарам за овој символичен ден што организирате оваа емисија и ме поканивте да бидам гостин. Тоа нема само символика, но овој ден е формирана Светската метеоролошка организација пред 75 години, која што е специјализирана агенција на Обединетите нации, а додека Македонија стана членка на Светската метеоролошка организација во 1993 година. Што ме мотивираше? Значи, од детството, мојот родител, беше, се занимаваше со метеорологија, работеше во тогашниот државен хидрометеоролошки завод. Често одев на тие теренски активности, ја наблюдувавме атмосферата со радар, радарски мерења и така натаму. Понатаму, од млад се интересирав многу за природните науки, значи математика, физика, уште од основно образование. Во средно образование во Корчаген, значи одев на такмичења задачи од физика, продолжив на факултетот за физика, односно на природно-математичкиот факултет и институтот за физика и така низ годините некако се повеќе има потреба за повеќе информации и знаење од областта на метеорологијата. Тоа е вака кратката сторија. Потребно ли нешто повеќе, некои специфики, некои вештини за да бидете нели успешен во оваа област? Па првенствено мислам дека е желбата. Освен желбата треба и одредени предзнаења. Сега зависи од за кое ниво станува. Ако станува збор за она ниво кое што се доволни за едно средно образование, за да може да се врши мониторинг, да се наблюдува атмосферата, да се знаат процесите. Иако морам да кажам дека тој кадар што го споменав претходно, што го тие првични знаења од родителот, наистина тие во тоа време беа толку способни, стручни. Дури се сеќавам на македонска телевизија, значи кога беа презентери за времето, и инсертуваа карти, ги објаснуваа сите оние процеси, движења, фронтови и така натаму. Тоа беше онаа класична теориска школа, меѓутоа многу суштинска и ние доста учевме од нив како млади. Меѓутоа сепак, ако сакаме да се бавиме со метеорологија малку по напредно, би требало да се поминат сите овие етапи низ средно и високо образование, да се стекнат дополнителни знаења, бидејќи метеорологијата е една природна наука во делот на физиката, односно во физиката на атмосфера, која што бара и презнаење математичко и физичко и на законите и на процесите и математиката првенствено. Професоре, од деновите кога растевте и свативте и пројавивте интерес дека ова ќе биде вашата професија, колку се разви метеорологијата кај нас? Колку се потпира на нови технологии, на моделирање, на колку е напреднато? Да, низ годините, како се развивале сите науки, така се развивала и метеорологијата. Ако одиме во минатиот век, значи, како што кажа, постојано е класичен концепт и за различни потреби, намени, дали било за воена морнарица или за други, да речеме, намени, се исцртувале, значи мерењата биле редуцирани, немале доволно мерења и така бидејќи се потекнува, ако вие имате податоци, на тој начин ќе можете да го представите времето во една област. Меѓутоа, како се развивале, да речеме, првите телеграфи и така натаму низ историјата, се зголемало бројот на тие мерни места, така да веќе сме имале повеќе информации. Тоа користело за да имаат и оние што патувале со бродски морнарици и така натаму во Англија и во другите земји, во Франција, да едноставно да го предвидуваат времето, затоа што можеле да најдат, например, при нивната пловидба, да најдат на одредени, да речеме, временски неприлики, непогоди, а за тоа претходно да ги немале тие информации. Така да, значи, постепено со развојот на инструментите, на овие сите, да речеме, телеграфи и така натаму, почнало да се развива и посериозно метеорологијата. Првиот, да речеме, компјутер ENIAC во 1940 година во Америка бил применет на основен принцип на моделирање на атмосферата и од тогаш започнала, да речем, првата нумеричка прогноза, иако во времето на Ричардсон, тој бил математичар, неговиот нумерички експеримент бил неуспешен, затоа што се базирал на одредени, да речеме, формулации во областа на метеорологијата и така натаму. Така да низ развојот, посебно со оваа современа сега како се развива до овој век оваа компјутерска револуција, навистина напреднати се и техниките и методите во моделирање и симулирање на атмосферските процеси и оттаму предвидувањата на атмосферата и незиното идно однесување се
се понапредни. Така да денеска нашите прогностичари, оние што работат во оперативната метеорологија и прогноза на време, имаат навистина можност да добиваат податоци, да ги анализираат од тие европски центри и од кај нас, за да можат подобро да го предвидуваат, да прават подобри аналитики за времето и да го предвидуваат подобро времето во иднина. Колку се прецизни тие нови методологии со оглед на тоа дека имаме сите апликации на мобилните телефони, следиме во реално време, постои и колку е практично тој процент на грешка во прогноза или ако се изразувам правилно, колку и да сме ние прецизни, колку и да оние математички и физички принципи, оние равенки кои ние ќе ги напишеме и понатаму ќе ги трансформираме во компјутерски препознатлив јазик, сепак атмосферата е еден комплексен систем, еден нелинеарен кој што си има и своја траекторија, своја патека и затоа оттаму колку и да се напредни технологиите, сепак моделите некаде после третиот, четвртиот ден веќе даваат различни толкувања на како би се однесувала атмосферата и какви временски прилики ќе имаме во некој нареден период. Меѓутоа, денеска 3, 4 до 7 денови однапред атмосферата може многу прецизно се предвидува. Иако пак ќе кажам, науката не оди само до среднорочна прогноза на времето до 10 дена, таа оди и понатаму, се даваат и месечни прогнози. Тие се прогнози аналогни, се базираат на други методологии. Понатаму имаме сезонски прогнози на времето. Тие се помалку остварливи, тие имаат помала веројатност дека така ќе се движи атмосферата во тој правец и климата, меѓутоа сепак се корисни како информации за да може да се вршат и сезонски одредени планирања на времето за многу сектори во државата. И конечно климатски сценарија, не зборуваме за некоја сценарио како би изгледал нашиот климатски систем неколку години, десетици и стотици до крајот на овој век, ако во него внесеме одредени, да речеме, емисиони сценарија, дали ние ќе се задржиме, односно дали ќе државите ќе се придружат на оној протокол во Париз да се задржи глобалниот пораст или раст на температурата до 2 степени. Сето тоа значи и какви емисиони сценарија ќе бидат. Имаме оптимистички и други сценарија, кои што покрај тој математичко-физички концепт на целата планета, во делот на динамиката, во делот на енергијата, одржувањето на маса, дополнително ова ќе ни даде некои проекции каква ќе биде климата во идното време. Особено е важна метеорологијата за секојдневниот живот. Споминавме некои од секторите, вака ги подначинавме, ајде, земјоделство, транспорт, енергетика и така натаму, колку големо влијание има метеорологијата. Која е улогата на метеоролозите во справување со екстремните временски настани, на кои што сме сведоци изминативе години? Да, токму така, прашањето ви е одлично, затоа што јас споменав климатски промени, односно климатски проекции, нели рековме климатски сценарија, меѓутоа климатските промени се забрзани, евиденциите, статистичките евиденции, тоа и показатели на тоа упатуваат. Македонија е ранлива земја со ранлива економија и така натаму и ние сме засегнати. Колку и ние малку да придонесуваме, ова го ставам во наводници, во контекст на исфрлањето на стакленички гасови како резултат на користење јаглен газ и нафта, ние сепак сме засегнати затоа што климатските промени немаат граници. Тоа е еден долгорочен тренд и една од негативните последици на климатските промени се токму овие засилени временски непогоди и во односот на нивната честина на јавување и во односот на нивната силина. И оттаму метеоролозите во целиот свет се многу повеќе мотивирани да развиваат техники на прогноза на времето и наукастинг, многу краткорочна прогноза и најава на такви екстремни временски настани. Сакаат ли младите да студираат метеорологија? Ајде за професијата. Да се занимаваат, да. Кој ќе ве наследи? Да, направивме скок, да, меѓутоа сето тоа е поврзано со младите, кои што треба токму затоа што ова предмалку го кажав, да бидат повеќе мотивирани и да се запишуваат на оваа природна наука, која што е навистина се подефицитарна во Македонија. За жал, јас сум професор редовен на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Многу малку студенти се запишуваат на првиот циклус студии. На вториот циклус студии, значи мастер, магистратура по метеорологија, има моментално 6 кандидати, што е висока бројка.
И затоа би сакал да апелирам, значи, до институциите, до владата, системско решавање на проблемот со дефицит на кадри, бидејќи верувајте дека во иднина нема кој да известува на аеродромите во делот на известување за полетно-слетни операции, значи во делот на контрола на летање, за метеоусловите, ќе нема кој да известува за земјоделието, за аграрот, за фенологијата, ќе нема кој да известува за одредени временски настани, ќе нема кој да истражува за времето и за климата. Состојбата е драматична во државата. Јас постојано апелирам, меѓутоа, вака спорадично ќе се запише кандидат на прв циклус студии, меѓутоа тоа треба да биде системски, според мене, организирано, ние иницираме, значи, постојано јас на тоа упатувам, бидејќи без да системски пристап, значи да има кандидати од Македонија, од сите општини, од натрешноста, да се запишат 10-тина, 20-тина кандидати кои што понатаму владата, државата ќе биде обврзана да ги вработи во институциите на системот, ние на вистина ќе ја подобриме кадровската екипираност и структура со метеоролози, хидролози, исто така е алармантна состојбата за хидролози. И во оваа прилика, ако ми дозволите само да кажам дека вчера беше светскиот ден на водите. Да. Предходниот ден светски ден на шумите, денеска е светскиот метеоролошки ден, а веќе на 7 април е светскиот ден на здравјето. Така да сите овие денови, сите овие символични денови нам не упатуваат да бидеме многу поодговорни и како луѓе, како индивидуи, дека живееме во такво време и дека мораме да имаме поподготвени институции. А секако младите, значи се тие кои што понатаму ќе ги креираат сите и знаењето и истражувањата и примените во сите овие области. Зошто е слаб интересот? Имате ли некои податоци со предпоставката моја е дека младите денеска размислуваат многу попрагматично. Тоа е моје мислење, бидејќи јас имам млади, да речам, керки, така да прагматичноста се манифестира во тоа што ги гледаат едноставно излезот понатаму што, каде ќе најдат решение во односот на економскиот, финансиската валоризација на сето тоа што ќе го работи и така натаму. И можеби искрено да кажам, на Институтот за физика, навистина еден од најценетите институти во Македонија, меѓу другите, сега да не запоставувам ни еден друг институт, каде што има многу талентирани деца, каде што тие деца се одат на светски такмичења и освојуваат врвни награди на олимпијади. Можеби квалитетот на самиот основен бекграунд што се бара од студиите, значи основното јадро е физичко и можеби децата, младите, помалку сакаат физика и математика. Се не зборувам генерално. Но таленти секогаш постоеле и ќе постојат и се издвојуваат. Треба, велам, системско решение, пристап за да се создадат кадри, да не ги бараме понатаму професорите од странство да доаѓаат овде, за да потоа, значи, организираме такви студии. Значи, затоа велам, сега е алармантна состојба. Вие сте постојано во контакт со учениците, со студентите, па што им велите вие на студентите, професоре? Како им ја представувате професијата? Какви можности за кариера нуди оваа професија? Значи, покрај основниот концепт, значи, кој што содржи неколку предмети од областа на метеорологија, јас едноставно ги мотивирам и младите со сите мои објави, комуникации преку социјалните медиуми, дали се работи за Facebook, Instagram, каде што јас подготвувам дел од онаа дигитална примена на дигитална компјутерска метеорологија, за интерпретација на временски карти, за интерпретација на современи алатки за детекција на такви екстремни временски настани и нивно предвидување, во делот на климатски промени, во делот на аерозагадување, кое што исто така суштинско и метеорологијата, колку и ние да сакаме емисиите се драматични и тоа е суштината, меѓутоа емисиите од разни извори, велам. Но метеоролошките услови за аерозагадување се така многу значајни. Има тука толку убави области од делот на агрометеорологија, биометеорологија, во делот на здравјето на луѓето, во делот на односно екоклиматологија, колку е таа екоклиматологија и урбана метеорологија значајна за здравиот живот, за квалитетот на амбиентниот воздух и така особено во урбаните средини. Физика на облаци, модификација на време, нумеричка временска прогноза, да не ви ги набројувам колку се дисциплини има, значи делови од областа на метеорологијата, тука и воздухопловната
метеорологија и така натаму, да не навлегувам на вистина примената на метеорологијата во општествениот и економски и така натаму живот на Македонија е многу значаен. Верувајте, не е само значајно да метеорологот биде временски презентер или да се вработи во оваа матична институција, во некој од секторите на институцијата, значи на УХМР, сега на УХМР, Да. но навистина и во Министерството за животна средина, за да се истражува квалитетот на воздухот, да се и други, да речеме, апликативни дејности, во осигурителните компании, во контекст на екстремните временски настани, во енергетскиот сектор за прогноза на фотоволтаична продукција, каде што веќе одиме ние во делот на користењето на алтернативни извори на енергија, и во многу други, ви го споменав биометеорологијата, колку е значено, посебно за онаа чувствителна категорија на граѓани, што се сензитивни на временските промени и овие посебно осцилации, што сите ги чувствуваме. Гледате, вие дека во последно време немате онаа хармонична, да речеме, хармоничен климатски систем и атмосферски избеднувања, но напротив имаме доста осцилации во атмосферата. Ако сега бевме десетина дена под влијание на еден систем, односно ние викаме источен Медитеран и Црно море, Црноморска депресија или намален воздушен притисок, пак имавме често ладен воздух во приземниот слој на атмосферата во текот на денот, дури не наликуваше на првиот ден на пролета кога дојде на 20 март. Напротив, сега пак веќе имаме нов систем, нови, да речеме, околности временски, повеќе осцилации, поактивна млазна струја и веќе ќе имаме од четврток и по-обилни врнежи, пак имаме и снег на планините. Така да тоа се тие осцилации што се предизвикуваат во атмосферата, а сепак се поврзани и со климатските промени, меѓутоа и со климатските колебања, односно варијации внатре во самиот тој систем. Пред да ве прашам како ќе се развива метеорологијата, набројавте многу гранки. Ова може да го работи еден човек или сепак се специализира по секоја област поединечно? Така, па треба, потребен основен бекграунд за метеорологија, кој што ги изучува сите овие физички концепти, од општа метеорологија, динамичка метеорологија, анализи и прогноза на време, микрофизика на облаци и врнежи, понатаму применета метеорологија. Тоа е основата. Меѓутоа сега ние треба да го примениме европскиот и светскиот принцип или тренд. Да секој се специализира во една област што најмногу може да даде. Некој се интересира повеќе за компјутерска метеорологија, примена на нумерички методи кај што има моделирање на атмосферата. Тука има повеќе оној математичко-физички, како да кажам, концепт, диференцијални равенки и така натаму, за да може да се представи времето пред се, појдувајќи од овие принципи математички, да се претвори во одреден алгоритам, а тој алгоритам нам со тие обработки ќе ни го даде идното временско сценарио. Но подобро е да има такви експерти од различни области кои што ќе се надополнуваат и ќе на некој начин ќе може да одговорат на повеќе потреби во општеството. Сега ние често зборуваме и се шегуваме дека што ли прави вештачката интелигенција, не дај Боже да ни дојде да ја замени нашата професија. Што е со вашата професија? Дали може би ќе дојде до степен да ја замени или пак ќе ви помогне во некој дел да се надополни работата на метеоролозите? Кои се предвидувањата за професијата 10 до 20 години од сега? Да, сега ќе ви кажам. Значи, предходно кажав дека атмосферата е еден комплексен медиум. Нелинеарни процеси. Тоа значи дека е хаотичен системот. Меѓутоа, развојот на компјутерската технологија, користењето на суперкомпјутери, паралелно процесирање. Значи, паралелно значи да во исто време вие можете, ако имате една област, сакате да го предвидувате времето, многу побрзо, поефикасно, да ја добиете прогнозата. Не да чекате да добиете прогнозата, а времето веќе да ви поминало. Дополнително, развојот на AI технологијата, односно machine learning, исто така се користи веќе во временската прогноза. Помага дополнително? Европскиот центар, Европскиот дополнително дава поддршка во контекст на подобрувањето на и брзината на подготовката на прогнозата. Меѓутоа, колку би сакал да кажам дека колку и да се тие, да речеме, прогнози со вештачка интелигенција, тие се добиваат на основа на модел кој што прво предпочитува, значи филтрирање, односно се мисли на контрола на податоците,
понатаму линеаризација на тие податоци, па се тренира одреден модел, например, наједноставен ќе ви кажам, регресионен модел или линеарен модел, каде што на основа, например, на температури, притисок, влага, се дефинира можна временска состојба. Например, на основа ќе кажем температура, притисок, влага, времето денеска ќе биде 20% веројатно за дожд. Значи на основа. Се тој модел ако се истренира, користејќи го тој математички едноставен формализам, има и многу посложени со неуронски гранки и така натаму, стебла и така натаму, многу посложени математички статистички веројатности, и го истренирате тој модел на историски податоци, вие може да помогнете во делот на прогнозирањето со помош на таа вештачка интелигенција. Меѓутоа, пак би напоменал, прогностичарот повторно има таа суштинска улога во својата аналитичност, искуствено познавање, значи, да направи проценка за развојот на временската слика. Ако сакате, дополнително, како јас ја гледам метеорологијата во наредните 10, 20, 30 години, се повеќе вештачката интелигенција ќе дојде до израз, се повеќе ќе се наметнува примената на квантното временско прогнозирање, односно со помошта на квантна физика. Тоа ќе биде револуција, иако е тоа сега во зародиш, односно во фаза на истражување, најголемите центри во ЦЕРН и други институти во светот работат на примената на оној квантен концепт во механиката, знаете што значи квантна физика, значи каде што микроскопски се наблюдува концептот на оние најмали елементарни честички и енергетскијата нивна состојба. На тој начин, преку тие кјубити, за разлика од овие процесори со битови, се овозможува брзо да ние ги дефинираме различните почетни состојби на атмосферата, кое што нам ќе ни даде многу брза, бидејќи иницијализацијата и почетни податоци за атмосферата, за да го предвидуваме идното време, е многу суштинско за подобрата квалитетна временска прогноза. Така да, верувам дека во наредните години квантната прогноза на времето ќе биде навистина на прагот на добро, младите кои што многу повеќе ја владеат вештачката интелигенција, дигитално време живееме, ова ако не беше примамливо за нив од можностите за професијата, тогаш излегување од рамките, нови технологии, базата е таа, но напредува многу метеорологијата. Многу убаво тоа го предочивте и еве јас истовремено да кажам уште една околност, дека уште оваа година во септември, бидејќи постои студиска програма на Институтот за физика, моментално постојат 6 студиски програми. Една од нив е геофизика и метеорологија. Во септември сите оние што ќе размислат својот позив да биде метеорологија, тие, значи, ќе имаат уште оваа година можност во посебна студиска програма да студираат геофизика и метеорологија и нината титула да биде дипломиран физичар метеоролог или дипломиран физичар геофизик. Од наредната 2027 година веќе ќе постојат два концепти согласно новиот закон за високо образование. Едниот ќе биде студиска програма за физика со 5 модули и студиска програма за наставна физика. Така да, нека размислат младите до септември, до август, да бидат убедени дека државата уште сега, значи имаме дефицит, многумина се заминати во пензија. Значи немаме кадри, верувајте, ќе импровизираме по институциите и оние што не може да се бават со метеорологија, ќе треба да се бават со метеорологија, меѓутоа јас сепак предпочитувам стручност и компетентност. Така и треба да биде. Професоре, благодарам. Професор доктор Владо Спиридонов. Јас ви благодарам за убавата покана и пригода да објасниме делови од областа на метеорологијата. Ви благодариме. Благодариме.